Вкупно 140 барања за обештетување се пристигнати до општина Струмица, откако минатиот месец регионот беше погоден од поплави. По обилните дождови, реките се излеа и поплавија ниви, оранжерии и бачило. Според првичните проценки, најголеми штети претрпел сточарот Костурино, каде Тркањска река му го однела речиси целото стадо овци и јагниња. Големи штети имаат и земјоделците во Муртино, Банско и Сачево, каде најпогодено е производството на пролетната зелка. По првичните процени, комисијата утврди дека засега најголема штета се констатира кај граѓаните во населените места Муртино, Банско и Сачево, и тоа особено кај пролетната зелка. Во населеното место Костурино имам информација дека има угинато одреден број на животни што се констатирани со записник. Комисијата веќе е на терен и го утврдува степенот на оштетеност, информираат од општината. По изготвување на извештајот, истиот ќе треба да биде усвоен од Советот на општина Струмица. Конечната висина на штетите ќе биде утврдена по целосната проценка на терен. Комисијата веднаш пристапи кон процена на истите на терен, пошто ќе констатира степен на оштетеност, односно уништување, и согласно методологијата за процена на штети од природни непогоди и други несреќи, по завршувањето на теренските проценки ќе изготви извештај кој е потребно да биде усвоен од Советот на општина Струмица. Поплавите што го зафатија Струмичкиот регион на 26 и 27 јануари оставија пустош, пошто општинските власти веднаш излегоа на терен и со механизација ги чистеа поплавените подрачја. За обновување на стадото во Костурино е ветена помош од општествено корисни компании и Министерството за земјоделство.